Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на Магазин. Се надевам дека имавте убав викенд и дека се расположивте со моите колеги од Ја сакам Македонија. А денеска продолжуваме со мојата драга гостинка, пејачката Лени Партикова, која што ми гостува по повод концертот, кој што го најавуваме, ќе биде на 17 јануари, а го промовираме и новиот албум Горда сум македонка. Ќе ја погледнеме и насловната песна со видеозапис и ќе ни раскаже за инспирацијата за текстот кој што токму таа го напишала, а ќе ни открие и кои се гости ќе бидат на концертот. Добро ти утро и добре дојде, Лени. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Драго ми е што си тука. И ви благодарам што секогаш сите нас музичарите, пеачите, нели артистите што сме не поддржувате да има многу повеќе македонска музика и секогаш да бидеме со нови работи дојдени кај вас. Така, особено ти секогаш доаѓаш со нешто ново, или најавуваме концерт, или промовираме албум, сега некако две во едно, и албум и концерт, така што ќе имаме многу теми за разговор. Пред се среќни празници, се надевам дека убаво ги помина. Како... Да, добро беше, добро, малку настинати со ова вирусиве, нели? Меѓутоа сега сме добри. Фала Богу, добри сме. Празниците поминаа убаво. Поради концертот имаше многу настапи што морав да ги откажам. Морам да се чувам. Да, со вирусите така ми беше малку страв. Сепак концерт е концерт, нели? Мораш да се дадеш целиот на концертот и така да малку бев повеќе со семејството и така. Па добро, тие денови се за семејството, за најблиските. По што најмногу ќе ја паметиш изминатава година и со какви желби влезе во новата 2026? Ќе ја памтам, јас напорно додека работам цело време. Убави моменти имаше, ете исто претходно албум, нели, извадивме дупли, па со стари изворни песни, два албуми. По убави работи ќе памтам, ете по концертот во Скопје. Знаеш како публиката, самиот тој кога ќе го доживееш тоа на сцена, свој концерт да правиш, те тера што повеќе да работиш, затоа што имаш многу убава енергија од самата публика. Така и затоа сега уште еден концерт, овој пат во Тетово. Овој пат повторно ќе биде во Тетово, јас си ги поздравам моите тертошчани, ги чекам во голем број. Сакаат многу музика, секогаш се полни не само за мене, него за сите изведувачи салите кај нив. Така да овој пат ќе биде во Тетово, меѓутоа имаме во план со овој нов албум со Горда сум македонка и низ повеќе градови во Македонија да биде, во план е во Охрид, па здравје ќе видиме понатака како ќе биде и дали ќе можеме сето тоа, нели, да го изреализираме. Ќе биде ли во Скопје пак? Го паметам оној во МОБ, кој што беше многу убав концерт. Така, да, меѓутоа овој пат сакам да биде, доколку би го правеле повторно во Скопје, тоа да биде на отворено, тоа да биде на нашиот плоштад, например, да биде без карти, да биде слободен влез и да може секој да го слушне и да го види она што ние го спремивме и што сакаме да го дадеме на публиката. Сега кога спомна карти и влез, како ќе биде во Тетово, има ли уште карти, се наоѓаат ли, каде може да најдат граѓаните да купат? Така, картите се продаваат во Гранд Тобако и ќе може да се купат и во самиот влез на Домот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Ќе биде од 19 часот, значи концертот. При крај се картите, мое огромно задоволство, ќе биде полно со публика. Така да малку бевме во страв дека нели празници, дали ќе сето тоа ќе може да се изреализира, меѓутоа супер, одлично се спремаме со Круна ете и со гостите, со Кучара, значи да дадеме еден убав концерт и сите оние кои сакаат да дојдат да уживаат заедно со нас. Ги спомна Кучара, тие беа и на минатиот концерт? Тие дечиња се со мене од кога почнавме со концертите. Да. Соработувам ја и со други друштва, значи играорни и ќе има, поготово во другите градови, меѓутоа Кучара ми се како мој. Да, при срце. Јас сум нивна поддршка, они се голема моја поддршка и знаете како со тие дечиња носат една радост, една среќа на самата сцена. За нив тоа е исто голем спектакл, а за мене на вистина една голема среќа.
Така да со самите тие носи, со самите тие игри, мислам дека придонесуваат да оставиме нешто многу убаво за себе. Да, тоа имав прилика да го видам и во Скопје, дека сакаш тие сценски настапи секогаш да ги збогатиш, да направиш да биде што побогато со луѓе изведувачи, со играорци, носи. Така, па сакаме нели цело време вниманието на публиката да го имаме нормално и да биде разнолико, нели, да биде интересно, да не бидеме монотони, да не бидеме досадни. Затоа и различни колеги секогаш поканувам. Мене ми е чест да бидат со мене на сцената, јас си живеам со сите колеги, си ги почитувам, го почитувам она што го работат. И знаете како, кога повеќе луѓе работат и даваат на сцената, останува многу повеќе. Јас не сум таква особа, сакам да се дружам, сакам да биде полна сцената. Сама, дали тоа и од опера ми е, можеби, професионално, на сцената да сме повеќе луѓе, така да сама не се осеќам баш така убаво и пријатно, а кога сме повеќе на сцена, навистина многу ми е убаво. Еве и тука сте повеќе на сцена, може да видиме, да се потсетиме на дел од твоите настапи и концерти, па ќе прокоментираме како тоа изгледало. Ете доказа за оно што го зборувавме, дека секогаш на сцена е убаво да се видат нели повеќе играорци, музичари, хармоникашот, колегата музичар кој што секогаш те следи на твоите настапи, ќе биде ли сега? Години што работиме заедно, значи не само за вакви настапи и за фестивали, тој е авторите на неколку мои песни. Многу ми е драго кога работам со него, тој е еден многу позитивен лик. Ќе биде, нормално дека ќе биде на концертот. Нормално и како автор се јавува и во овој нов албум. Сите соработници ми е многу драго кога ќе си ги видам на такви големи настани, затоа што сите тие имаат дадено дел во сето тоа. Тоа е успех не само за мене, тоа е успех за целиот тој тим што работа со мене заедно. И за тие дечиња од игрорното што ќе настапат и за сите тие колеги, тоа е нешто што останува за сите нас. Да, а ова што го видовме беше од првиот концерт. Ова е првиот концерт во Тетово 2024 во март беше. Да. Па подоцна нели тој во Скопје што го направивме. Да, во март. Еве повторно сега во Тетово, па здравје да видиме во Охрид. Исто сакаме летен период да биде на отворено. Јас сакам да биде на отворено. Па убава идеја, зашто да да не. Работиме напоредно, се спремаат и нови песни. Повторно се вративме со полна пареја со Амбасадор бенд, планираме доста нови проекти. Мора да се работи додека можеме, нели? Ќе бидат ли тие гости на концертот или некои други ќе гости дојдат секако изведувачи? дека ќе дојдат како гости на концертот, овој пат повторно нели Круна ќе го свири. Така. Меѓутоа здравје понатака, нели јас и со сите оркестри си соработувам, така да им благодарам на сите оние што застанале зад мене, што се дел од сето она што ние сме го направиле да излезе така како што излегува до сега. Можеш ли да не откриеш уште некои изведувачи кои што ќе бидат во Тетово? Сега еве на овој концерт група Круна нели сите нас ќе не прати како главна група. Им благодарам од душа и од срце и на Джелјо и на песната Моја горда Македонка ја свири зурлата и секогаш сме у добра соработка. Им благодарам на вистина од срце. Орде ќе биде со мене на сцената. Ќе биде Кире Науновски. Така, да, па добро. Кире Науновски ќе биде и он гостин со нас. И на моје огромно задоволство ќе имаме трубачи од Србија, што биле прваци неколку пати на Гуча. Така да со нив ќе сакаме да третиот блок да го завршиме со една таква убава атмосфера. Затоа што такви се и празниците сега и самиот месец е таков на радост, на среќа. И за мене трубите мислам дека се нешто што стварно крева секого. Да, атмосферата така си е. Ги очекуваме еве и они да пристигнат. Ми е мило што ете јас со нив заедно ќе пеам, значи ќе свират две од моите песни и ќе имаат изведба на нивни композиции што ги имаат средено, дали ќе бидат тоа чочеци или не знам како. Како стапивте во контакт? Како? Па јас нели бев сум кажала неколку пати дека бев прва македонка што настапи на Гуча.
Добро. Заедно со Куд Свети Сава во Србија. И на тоа е огромен фестивал на трубачи. Да. И ние, пошто сме такви луѓе со сопругот Жарко Ѓорѓевски, сакаме луѓе, сакаме да се дружиме, се зближивме многу со тие оркестри. И навистина беше преубаво. Тоа може само да се доживее. Џабе ќе го раскажувам, тоа не се раскажува. Едноставно Гуча не се раскажува. Поминавме стварно многу убаво. И кога им се јавивме да ги поканиме да бидат дел од ова, прифатија со големо срце. Нас ни беше навистина многу драго. И еве ги очекуваме, они се голем оркестар. Мислам дека се 8 или 9 луѓе. Така да ќе биде интересно и весело и ќе има уште некој така ете изненадување плюс. Кучара нормално ќе бидат со нивните ора, од најмалата група до најголемата. Колку ви се најмалите? Забележувам најмалата е 3,5 годинки. Стварно? Да. И многу се интересни, и многу се сладки. Јас навистина ги сакам, нели ние имаме деца, тие се наши деца. Имав баш една случка на Скопскиот концерт кога беа. Нели они се малечки, дете искрено секогаш и сега мајката ја држи, малечката и ја вика: "Дали знаеш ти на кој концерт вика ќе играш?" "Да," вика, "на Лени." "А која е Лени?" "Не знам." "Ама она е," вика, "тетка Лени, таа е," вика, "пјачката е." "Па добро." Мислам, они се навистина едни такви искрени души, мили. Многу ми е мило што уште од мали почнуваат традицијата, културата, еве поздрав до Снежи и до Нада, да работат со тие деца. Веруете, нас како возрастни не ни е сеедно кога ќе излеземе на сцена и кога ќе видиме толку голема публика, а замислете на тие 3,5 години, 4 години дечиња. Значи, тоа е многу голема работа. Да, секоја чест е што се ослободуваат, нели, пред толкова публика, како што велиш ти, да навистина играат. Супер се. Да, и така и се негува фолклорот и точно, ете ги гледам и самите носи додека пеам, нели, да целокупно еден убав пакет, да се она што е наша култура, традиција, песна, значи ритам, музика, се да го пренесеме на публиката. Така, ќе настапуваш ли повторно на некои фестивали, имаш ли во план годинава или на Гуча, да речеме? Можда ја имав покана и за оваа година да одам во Гуча, меѓутоа, знаете, со обврските и во опера, па не секогаш можам да изреализирам се. Така да, каде и да ме поканат, јас секогаш прифаќам доколку можам, нели? Ке се оди за Гуча, сигурно уште ке се оди. Да. Сакам да одам, ви викам навистина, бев еднаш, меѓутоа тоа е стварно преубаво нешто што треба се доживе. Бевме исто и во Грачаница, во Косово, поканети за косовска, изборна косовска девојка, исто и таму се представивме многу во со македонски изворни песни. Така да секаде каде што ќе ме поканат ќе бидам таму. Во план ми се нормално нови фестивали, во план е нов албум. Веќе е во план и нов. Во план е. Само што сега еве напоредно сакам да почнам повторно и со поп музиката, со забавните песни. Се враќаш на... Да направам уште еден од тие дуплите албуми. Па ќе видиме. Значи јас нормално нека не служи здравје пред се. Да сме добри здравствено, да имам сила и мислам дека се тоа што го имаме во план, полека ќе почнеме да го реализираме. Како успеваш низ сите тие жанрови да се менуваш и гласот, нели, стилот, едноставно да влезеш во некоја нова улога, поп музика, фолк, операта е тука, која што, нели, твоја работа во МОБ. Да. Навистина, значи тоа што сум од мало дете, што се вика од 5 годинки сум со музиката, и нижо, и средно, и факултет, и магистратура. Сакав и ден денеска, значи јас слушам многу различен вид на музика. Се сакам да слушнам, да видам кој што направил, како тоа го направил. Сега, кога јас тоа го изведувам, знаете како, нормално дека не сум во се најдобра, меѓутоа јас гледам да во секоја моја песна, дали е тоа народна или забавна, да дадам една своја душа, една своја емоција. Нормално дека има пејачи кои што пеат и негуваат еден вид на музика и сигурно и се многу подобри од мене за тој тип на музика. Меѓутоа јас мислам дека му се допаѓа тоа на народот што го работам.
гледајќи ги еве и концертите колку се полни и самите повикувања за нивните прослави кога ги прават, прифатена сум добро и така да тоа ми дава една сила да го правам тоа со големо срце и душа. Да. Кога да очекуваме албум? На забавна музика, односно поп албум? Тој треба да се спрема убаво. И фестивалските, верувате, јас многу сакам секоја песна да ми е и фестивалска, зашто за мене тогаш песната ми добива една сосема друга големина, кога и на фестивал ќе ја изведам. Да. Така да ги сакам фестивали веќе нас и стварно сакам да продолжат и да има што повеќе. Сум била на сите наши фестивали, па не само тука, него и надвор од Македонија и сум се вратила со убави награди во конкуренција на пејачи од цел свет. Така да навистина ми има големо значење песна ете кога ќе биде фестивалски изведена. Ќе се работи напоредно еве и со амбасадорите и со прославите колку ќе може нели самото време да ми даде, затоа што ете јас сакам секаде да стигнам, ама некојаш ще се стига. Од сите тие ангажмани, да. Навистина. Да. Така да има доста песни што се оставени настрана, што ќе се реализираат во наредниот период. А има ли некој признание кое што ти е најдраго, бидејќи спомна доста награди во конкуренција на многу пејачи, изведувачи надвор од нашите граници, има ли некое што ете така ти останало во сеќавање и со душа се навраќаш на тие спомени? Така, па има. Многу ми беше преубав фестивал Марко Поло Фест во Корчула, во Хрватска. Земав таму трета награда, меѓутоа конкуренцијата беше многу голема. Имаше доста изведувачи од други земји, во нивно време, значи во Хрватска, збориме за поп музиката, за забавната музика, да земеш награда кај хрватите, каде што таа музика е, нели, они немаат оној фолк како што имаат во Србија, него баш забавна музика. Доминантна е, така. Да, забавна. Во тоа време беше Ален Славица, Маја Шупут. Значи ми беше стварно драго што земавме трета награда за Македонија. Браво. На откритие земав награда за интерпретација, исто имаше од Грузија, од Кина, од каде немаше, значи изведувачи навистина, и тој беше еден преубав фестивал. Исто на Златен Кестен во Бугарија поминавме многу убаво, значи земав главната награда од Петрич, ми беше доделена. Така да, знаете како тие награди точно дека ми значат, меѓутоа песните што се слушаат уште поголемата награда. Да, ти си скромно ретко изборуваш за овие награди, затоа и те прашав. Сега бидејќи ги спомнавме, но не си зборувала многу за нив и не сме знаеле колку всушност награди претходно имаш земено, имаме, освоено. Европоп Зеница имаше еден прекрасен фестивал во Босна, таму имав прво место освоено. И исто тие беа навистина многу големи фестивали, гледам сега некако малку е тоа дали тие фестивали веќе не постојат, некако ги однема. Во тоа време имаше навистина така каде да отидеш и каде да се надпреваруваш. Сега гледам има од младиве деца што одат на оние фестивали, што имаат големи успеси, многу ми е драго искрено. Јас сите ги следам и нека има што повеќе македонска музика, се додека ја создаваме и ќе постоиме. Така, сие кога сме кај македонска музика, што те инспирираше за насловната песна на албумот Горда сум македонка? Искрено, самиот наш народ, традицијата наша, нашиот преубав јазик, нашата преубава земја, ова навистина е една моја лична карта. И ми е многу драго што излезе вака како што излезете Balkan Music, Дејан Георгиевски арт студио стои зад видеозаписот. Излезе навистина убава. Сум многу задоволна, затоа и така ќе биде и концертот, така го насловив и албумот. Има 9 песни и плюс изворни народни како додаток. Така. Спотот беше исто со текстот, заради текстот и беше одбрано да биде на Шар планина. Ете, сопругот ме многу ми помага и во режијата, и во кореографија, и во се. Му благодарам многу и него и на моето семејство. И спотот стварно убаво излезе, ми беше многу драго, во село Стенче се снимаше спотот. И таа носија што ми ја дадоа фамилија Гроздановски, те поздрави до нив.
ми беше многу така со стравопочит да ја носам затоа што е толку стара. Невестинска носија од горни полог беше таа. 100 години стара, навистина, знаете како се чувствувате баш дека навистина има поколенија што и како треба се гордееме со тоа што го имаме. Да, и носиш нешто што е старо толку години. Да. Па и тие костими, еве сега и за самите концерти јас гледам да бидам различна, да бидам облечена во тој стил, да асоцира на нашето сонце, да асоцира на нашата традиција, затоа што имам играорци на сцената, па не сум облекла и носија, инаку јас со гордост носам и носија и на моите албуми или на многу од албумите и фотографиите што се професионални се со македонски традиционални носи. Така да и сега, еве, поздрав до мојата Снеже Евковска, она ми припрема преубава халина за овој концерт сега во Тетово. Ќе се изненадите колку добро ќе биде направена. Тоа веќе не е халина, него тоа е костим. Нешто што асоцира на она што е наше, македонско, на нашето знаме. И така, мојата мајка секогаш ми изненадува и ми купува додатно многу преубави фустани. Поздрав е ви до мојата мајка Марија. Да смениш повеќе пати на настап. Да, и јас немам време да купувам. Она секогаш ме облекува и за чудо секогаш знае се ми е точно. Да, знае да те погоди, да, и секогаш стилот и како тоа да изгледа на сцена, нели? Ми помагаат сите, точно. Моите дома ми се најголемите критичари. Кога нешто и не е во ред, значи тоа ќе ми го кажат. Не беше ова добро. Така да и лошата критика е критика што треба да си ја прифатиме. Барем знаеш на што си. Од сите овие песни има уште некоја што ја напиша ти? Така, каде што твој текстот? Да, напишав конечно песна за Старосватица. Кале Старосватица. Така. Ете, наменете и за мојата Старосватица, да си ја поздравам во Сиднеј за мојата Весна. Меѓутоа, еви за сите старосватици, зашто толку свадби имам испеано, навистина немавме песна за Старосватица. Ете, нека заживее во народот на нашите прослави на свадби да се пее. И тука ми е многу драга, исто сега на Росафест настапивме со Амбасадор Бенд, една многу интересна, па помодерна песна Нова љубов, стари лаги на мојот колега Владо Ѓоргиевски. Беше дуетска, ете, со Трајче Малинов, поздрав и до амбасадорите. Така да имам навистина преубави песни. Со Горан Милошевски имавме преубави песни на Тумба Фест. Да. Една многу интересна песна на текст на Боби Петковски, таква хумористична. Запеј песна, запеј. Има навистина и убави песни. Да. И има неколку извадоци од моите претходни два концерти. Има два дуети, значи со Орден Неделковски и со Јовица. Имаме дуети, сакав да ги имам и нив како стари изворни песни изведени на концертите, затоа што на овие па претходни албуми ги немам. Иако имам доста преработки на старата изворна македонска песна. Да, со Петар Дамчевски исто. Со Петар Дамчевски, да, имаме исто и преубав видеозапис. Бевме нели гости кај вас, тоа е прекрасно, дете ме поздрав и до него, до Мелбурн, до Австралија. Да. Се радевам кога ќе дојде повторно нешто, можеби ќе направиме заедно. Да, сега тоа е едно прекрасно талентирано дете. Баш се сетив на гостувањето. Да, многу ми е драго, ми е криво ете што сме навистина далеку. Инаку секако би бил дел од моите концерти. Ама ете се надевам, можеби па ќе заминеме Австралија, па таму ќе направиме заеднички концерт. Така е, зошто да не? Ако веќе има некоја најава за турнеја, ќе ни кажеш, ќе ни гостуваш, да ни најавиш. Так. И тој спот беше навистина преубав, во Лешо горе се снимаше со продукцијата на Ване Интеве. Така да ми е драго што сите ми помагаат навистина, работиме заедно да оставиме убави работи, убави песни, убава музика да слуша нашиот македонски народ. Па и сигурно не е лесно да се организира голем концерт. Многу има тука за организација. Не е воопшто лесно. Најголемиот товар паѓа на мојот сопруг, сепак ќе речам јас со оној музички мојот дел, што треба се спреми, одговорност е навистина. Да. Друго е да пееш една песна на фестивал или да пееш на некој настан каде што и не толку, да речам, би гледал на тоа со таква одговорност. Концерт е навистина нешто друго. Ете, на сцена сум во опера и балет, јас воопшто немам таму трема, навистина. Таму сум си како дома во тие сите представи. Меѓутоа, концертот, верувај ми дека како солист
одговорноста ја осеќам многу поголема. Додека да излезам, кога ќе излезам, веќе немам проблем. Да. Али ја имам таа една трема и позитивна во секој случај, меѓутоа така ми трепери душата, некои пепелутки во стомакот. Па тоа е одговорноста и професионалноста сепак. Точно, па нема, знаете, луѓе сме, нели? Да. Можеш во моментот да заборавиш која песна е форшпило, да го заборавиш дека е таа песна, ти дојде сосема друго текст да заборавиш, а тука нема назад, значи мораш да си сконцентриран максимално и да се дадеш целиот себе на концерт. Јас верувам во тебе, верувам дека така ќе биде. Да напоменем уште еднаш датумот, 17-ти. 17 јануар во 19 часот ги очекуваме сите македонци, сите во Македонија што сакаат убава македонска музика да дојдат на концертот и да уживаме заедно во еден двочасовен преубав спектакл. Многу ми е драго што се видовме денеска, ти посакувам успеси и среќа целата оваа година, не само за концертот, па да се гледаме само за убави работи. Кај тебе секогаш има нешто актуелно и верувам дека ќе дојдеш повторно со нов албум. Сега дали ќе биде фолк или поп, ќе видиме за брзо. Ви благодарам, Јелена, многу, да се гледаме, како што рековте, само за убави работи. Да, и ќе завршиме како јаготка на шлагот и крај за овој разговор со Горда сум македонка и оној видеозапис за кој што зборував. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, останете на Сител. Од мене, довидување.